Секогаш кога една постапка ќе започне со прекршување на процедурата, тоа се провлекува до самиот крај. А уште повеќе кога имаме случај на едно апсурдно обвинение кое што и самите можевте да го забележите. Се работи за една нездрава противзаконска конструкција каде што на едно место се ставаат и обвинители и луѓе кои што наводно се обидувале да им наштетат на обвинети во предметот се извинувам, Ореше, и луѓе кои што наводно се обидувале да им помогнат. Тоа е една нездрава конструкција и тоа предизвикува на крајот да судот и обвинителство во постапката направат многу процедурални пропусти. Дури самите забележавте дека кривичниот дело кое што им се става на терет на обвинетите не постои веќе. Судот тоа го констатира, а обвинителот и понатаму продолжува да ги обвинува за противзаконско посредување, дело кое што практично повеќе не постои. Не им даваат јадење да јадат. Процедурата е прекршена во многу наврати. Не се даваат докази, не ни се дадени докази на увид, не ни се дадени наредбите за посебни истражни мерки да видиме дали се спроведени законски. А еве само ќе ви кажам еден пример дека најголем дел од мерките се работи за снимки без аудиозапис. Значи сама снимка кога двајца луѓе разговараат да се достави до судот како доказ без да има тука аудиозапис, да се види содржината на разговорот, дали е нешто противзаконски или не, тоа е апсурд. Во најголем дел мерките се такви, а всушност па не ни се доставени нити наредбите за да можеме да видиме дали се спроведени на законски начин и онака како што наметнува законот. Тоа, знаете, она што народот го вика кај судот е и силата и секирата. Нашите аргументи и можности се многу лимитирани. Ние можеме да поднесеме барања, ги користиме сите законски можности, меѓутоа во крајна линија судот е тој кој што одлучува, треба да одлучува според сопственото знаење и совест. Сега самите видовте дека и судот констатира дека кривичното дело не постои, обвинителот остана на кривично дело кое што одамна веќе не постои во законот.